Почтувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Напукнати зидови, подигнати паркети и теписи, влага во домовите. Ваква е состојбата на жителите на улицата Киро Кекенски во населбата Шатровик во Кочани од водата која што непрекинато тече од напукнатиот канал на хидросистемот Брегалница. Жителите бараат итно санирање на штетите на каналот или запирање на водата. Од водостопанство Брегалница пак ја признаваат вината за проблемот. Напукнатиот канал на хидросистемот Брегалница им ги наполни со вода домовите, подрумите и гаражите на жителите на улицата Киро Кекенски во населбата Шатровик во Кочани. Водата што непрекинато тече им навлезе во домовите на луѓето кои пак се жалат за ситуацијата која што со години им создава проблем и не знаат како да го решат. Бараат итно санирање на оштетениот канал или стопирање на водата. 4 години каналот како тече. И то си тече, шом се пушти каналот, додека тече каналот и се и тука водата тече. И доа детето син ми иде, може да речам, ако не 100 пати, ама едно 50 пати има што е идено. Нели, и мажу ми оди, и сите обеќат и дојдеме, ке сопреме, доваѓаат, сликаат тука, се правија и на крајот ништо не направија. Каналот се пушти, водата одма почне да си тече. Лани дека седам у собата, зидо од таа страна беше се отперан. Отпраме го, наново го малтеришаме и го избелиме. Сега, рече си пак ќе падне. А оздоле се осеќа и има влага. Тепе ко шум се надигне, тоа од влагата, не е од друго ништо. Дека живеам, дека седам, у таа соба седам. И тоа тече, не можем ни у двор да седнеш, таа вода од канало, гадна е таа вода што тече, сонцето што онади, она се испарува, ние дишам. Јас сум отворила џаму да се луфтира, а што се луфтира, што дишам? Смрдлавата од канал. Водостопанството вика, ќе дојдеме, ќе направиме, ќе дојдеме, ќе направиме и на крајот не направија. Најпосле беа речеле на син ми дека готово залепиле го каналот, дека нема да тече. Дојде и писмено. Тоа писмото е кај син ми. Дека е излепен каналот, дека нема да тече. Не беше пуштен. Пуштија го каналот, одма вториот ден протече водата. Едно 5 години отприлика, сигурно. И то баш тече, баш доста тече. Тоа е страшно нешто, тоа може да се деси да падне зидот, да падне куќата. Ми позади куќата имам. Позади купателта имам. Ја имам највише тука, имам сите во малото. Без водостопанството, они викат дека ќе го поправат, ама треба да се оде на суд, па овамо, па онамо, па тоа. Бог знае како ќе биде. Од водостопанство на Македонија, подружница Брегалница Кочани ја признаваат вината за настанатиот проблем и велат дека раководителот на одржување бил на лице место за спроведување акција за санирање на штетите, но веројатно не е санирано квалитетно, па каналот повторно попуштил. Освен санирање, друга активност, како на пример стопирање на водата, моментно не е можно, поради сезоната на наводнување. За сега проблемот и понатаму останува нерешен, се до целосно санирање на каналот. Продолжуваме на тема образование. Во средните училишта беше спроведено второто пријавување од првиот уписен рок. По примените ученици од првото пријавување, од училиштата се надеваат дека со намалување на бодовите за упис ќе се зголеми бројката на примени ученици. Заврши и второто пријавување од првиот уписен рок во средните училишта. Во Кочани годинава има за 30 помалку завршени деветооделенци од ланската година, или вкупно 320. Во средното училиште Гошови Кентиев во второто пријавување се пријавиле 4 нови ученици. Во нашето училиште уписите започнаа во 7 часот и сега до пладне има пријавено вкупно 4 ученици, еден во машинската струка, во профилот автомеханичар и тројца ученици во електротехничката струка, двајца во тригодишно профил со 3-годишно трајање, односно електромеханичари, и еден има пријавено ученик во електротехничар и енергетичар, тоа е профил со 4-годишно трајање. Нема заинтересирани ученици до сега пријавени во новиот профил кој што е со 2-годишно трајање.
Во ова училиште од првото пријавување со пријавени 164 ученици во трите струки, примени се 61 во електроструката, 35 во машинската и 16 во сообраќајната струка. Во гимназијата Лјупчо Сантов ново пријавени ученици во второто пријавување има 3 и секако оние одбиените по првото пријавување. Во гимназиско образование имавме пријавени 92 ученици, од кои што запишани во првиот уписен рок беа 79. Односно 79 ученици го исполнија критериумот од минимум 60 поени. Во стручното образование од пријавени 87 беа примени 45 ученици. Во второто пријавување во првиот уписен рок, кој што е во тек денеска, во гимназиско образование имавме вкупно поднесени 14 пријави за ученици, а во стручното образование имавме вкупно поднесени 43 пријави. По намалување на бодовите за прием од страна на Министерството за образование, средните училишта се надеваат на зголемување на бројката на примени ученици. Во Гошове Кентиев најголема заинтересираност годинава деветоделенците покажале за електроструката за профилот техничар за компјутерска техника и автоматика. Во гимназијата Лјупчо Сантов пак за разлика од ланската годинава поголема заинтересираност има за општа гимназија. Во гимназијата има годинава место за 272 ученици распоредени во 8 паралелки, а во Гошове Кентиев со новите профили воведени од оваа година 442 ученици распоредени во 13 паралелки. Вториот уписен рок е на 24 август. Во непосредна близина на локалниот пат кон Кучичино се случила тешка сообраќајка во која учествувале патничко возило и велосипед. Со сериозни телесни повреди се здобил велосипедистот од Чешиново, кој е префрлен во болницата во Штип. Уште една тешка сообраќајна несреќа во која учествувале автомобил и велосипед се случи на магистралниот пат А3. При тоа со тешки телесни повреди се здобило лицето кое го управувало велосипедот, пошто итно е префрлено во болница. Според писмената потврда од полицијата, во вторникот околу 15 часот и 25 минути на магистралниот пат Кочани-Штип во близина на крстосницата кон село Кучичино се случил судир во кој патничко моторно возило Ford Fiesta со Делчевски регистарски таблички, што го управувал 33 годишниот АН од Делчево, удрил во велосипед на кој се наоѓал 65 годишниот МЈ од Чешиново. Во незгодата со тешки телесни повреди, односно скршеници на черепот, на две ребра и на левата подколеница се здобил велосипедистот. Со брза интервенција, тој бил пренесен во болницата во Штип, но поради сериозноста на повредите е препратен во ургентниот центар во Скопје на клиниката за неврохирургија. Според последните информации, неговата здравствена состојба и понатаму е тешка и тој се наоѓа во животна опасност. На местото на настанот, увид направиле екипи од сообраќајната полиција и истражен судија, пошто треба да се расчистат околностите што довеле до несреќата. За време на вршење на увидот, сообраќајот за патничките моторни возила бил пренасочуван, додека за товарните моторни возила сообраќајот бил во целосен прекин. Високите дневни температури ја зголемија потрошувачката на вода. Сепак од водовод вела дека се подготвени да одговорат на потребите на граѓаните и за наредниот период не се планираат рестрикции во водоснабдувањето. Расте потрошувачката на вода од градската водоводна мрежа во Кочани. Тоа е условено со порастот на дневните температури, при што во последните неколку денови капацитетите за водоснабдување се искористени максимално, а се испорачуваат близу 200 литри вода во секунда. По реконструкцијата на дел од главниот потисен цевковод, отстранети беа и дел од причините за честите прекини во водоснабдувањето, а од комуналното предпријатие Водовод велат дека рестрикции ке нема, затоа што, барем досега, граѓаните рационално ја трошеле водата. Потенцијалот на бунарскиот систем, на новите транспортни пумпи, на резервоарскиот простор и изградбата на препумпните станици на повеќе локации давале сигурност оти ке нема недостаток во испораката, ниту пак комуналците ќе бидат принудени да прават рестрикции во одделни региони од градот. И покрај создадените услови за непречено водоснабдување и понатаму останува апелот од Водовод граѓаните да продолжат рационално и наменски да ја користат водата. Во овој период, заради општата хидролошка состојба се забележува дека потрошувачката е во границите на нормалата и нема големи осцилации. Во меѓувреме, екипите на комуналното предпријатие
и понатаму се ангажирани на терен за отстранување на проблемите во водоводната мрежа, каде се забележени поголем број дефекти. Неодамна пукање на главен цевковод без вода ги остави жителите на Оризари и околните населби во Кочани. Со оглед на повисокиот притисок заради изголемената потрошувачка и дотраеноста на цевките во мрежата, доаѓа до нивно пукање, па има и денови кога во просек се извршуваат по 10 интервенции на различни локации во градот. Осоговските планини да станат заштитено природно подрачје во источниот регион е иницијатива што произлегува од добиените истражувања и анализи на програмата за зачувување на природата во Македонија. Со тоа ќе се помогне во брендирањето и унапредувањето на туризмот во сливот на реката Брегалница. Клучен чекор за зачувување на најзначајните живеалишта и видови во сливот на реката Брегалница и во источниот плански регион е формирањето систем на заштитени подрачја. Таквиот систем во иднина треба да помогне во процесот на воспоставување на еколошката мрежа Натура 2000, која е обврска на Република Македонија во процесот на подготовка за членство во Европската Унија. Со оглед што постојната мрежа на заштитени подрачја главно е развиена во западниот дел, занемарени се вредностите во источна Македонија. Истражувањата и анализите добиени преку програмата за зачувување на природата покажуваат дека потребно е да се ревидира и да се промени категоријата на заштита на постојните и да се предложат нови подрачја за заштита, меѓу кои е и реонот на Осоговските планини. Експертскиот тим кој што работеше скоро 2 години, прво на директни истражувања на целиот регион, а понатаму и на анализи и вреднување на тие природни ресурси согласно директивите и другата легислатива, како домашна, така и европска, и се дојдоа до некои првични предлози, кои што понатаму треба да се развиваат. Значи, има повеќе сценарија кои што ќе ги разработиме. Тоа не е ништо ново за овој регион. Значи, Осоговските планини на вистина се потенцијал и бараат посебен третман на заштита кој што нема да подразбира забрана на она што таму се случува. Напротив, прогласувањето на еден такво заштитено подрачје ќе придонесе кон идно брендирање и развој поголем на туризмот. Со оглед што 56% од површината во регионот на сливот на Брегалница отпаѓа на планински простор и има дури 9 планини, од кои една е повисока од 2000 метри, јасно е колково е значењето на планинскиот туризам за регионот. Осоговските планини се со сочувани природни вредности и имаат одлични можности за развој на различни планински туристички активности, како трекинг или планинарење. Освен преку програмата за зачувување на природата, одржливите форми на туризам на Осогово пред неколку години ги истражуваше и Македонското еколошко друштво, кое организираше и неколку работилници, од кои произлезе заклучок дека сите ресурси и потенцијали на Осоговијата треба многу подобро да се спакуваат за полесно да им се продадат на заинтересираните посетители. Вечерва започнува манифестацијата Петровденски конаци. Годинава ќе се реализира под мотото музичко будење на градот, бидејќи фокусот е ставен на музичките настани. Со промоцијата на поемата Еригон од Александар Куклев започнува 11-тото издание на културната манифестација Петровденски конаци. Промоцијата е збогатена со настапот на Димитар Лазаров на виолина. Годинева манифестацијата ќе трае од 5 до 12 јули, а фокусот во неа е насочен кон музичките настани. Под мотото музичко будење на градот концерти ќе одржат кочанските групи 421, Мијау, Шекспир, Криптон, А Позитив и Игуана, тетовската хип-хоп атракција Натифлај. На 8 јули на летната сцена на Центарот за култура ќе настапат Гиш и Гурухаре, а на 11 јули во пресрет на Петровден Тони Китановски трио. Сите концерти започнуваат во 21:30. Во рамките на Петровденските конаци ќе се одржат и Младинската ликовна колонија Свети Пантелеймон и Духовната академија по повод Петровден, на која ќе настапат црковни хорови од Леснаво, Штип и Радовиш. Пензионерите од Кочанското здружение поминаа дводневна екскурзија низ Западна Македонија. Се прошетаа по убавиот Охрид, а ги посетија и Струга, Крушево и Маврово.
Во рамките на програмата за одмор и рекреација, Сдруженијето на пензионери од Кочани на 1 и 2 јули оваа година спроведе заборавна дводневна екскурзија низ повеќе градови на Западна Македонија и Охрид. 120 пензионери поминаа 2 дена незаборавна прошетка и одмор во прекрасните предели на Западна Македонија со главен престој во Охрид. Првиот ден од екскурзијата, пензионерите го посетија Маврово и Мавровското езеро, прекрасниот манастир Свети Јован Бигорски, Дебар и Дебарското езеро, како и Вевчани и прекрасните вевчански водопади, при што пристигнаа и во Струга, каде што беа сместени во хотелот Изгрев во Калишта. Вечерта поминаа со заедничка вечера и другарска средба на која пензионерите расположени и весели славеа до раните утрински часови. На вториот ден од патувањето акцент му беше даден на посетата на Охрид и на неколку знаменитости на овој древен град на христијанството, просветата и културата. Од Охрид пензионерите од Кочани се упатија кон Битола, Прилеп и напладне пристигнаа во историското Крушево, каде што го посетија споменикот Македонијум и спомен куќата и гробот на Тоше Проески. По ручекот и краткиот одмор тие се упатија кон Кочани, каде што пристигнаа во доцните вечерни часови. Ова беше уште едно убаво и незаборавно патување на 120 пензионери од Кочанското Сдружение на пензионери, кое ќе им остане во длабоки и трајни спомени. Од патувањето и посетата на градовите и историските знаменитости за спомени им останаа многобројните фотографии, кои ќе ги красат семените албуми на пензионерите од Кочани до некое ново патување во земјава и странство. Следува информацијата од спортот. Клубот за планинарски спортови Москито од Кочани беше дел од меѓународниот планинарски марш за искачување на врвот Кајмакчалан. Иако турата се смета за една од полесните, поради неискуството на дел од планинарите, неколкумина не успеаја да го завршат освојувањето на врвот. Во одлични временски услови и подобро подготвена маршрута се реализираше меѓународната планинарска тура за искачување на врвот Кајмакчалан на планината Нидже. Во акцијата учествуваа планинари од планинарските клубови од Куманово, Скопје, Белгард, Врање и од клубот за планинарски спортови Москито од Кочани, со што тој ја продолжува соработката со своите колеги од државата и од странство. Почетната точка на маршот беше од селото Скочивир, преку планинските падини на Нидже до надморска височина од 2521 метар, колку што е висок Кајмакчалан. Патеката беше долга околу 70 километри во двата правци, при што за да ја поминат, на учесниците им беа потребни околу 12 часа. За жал, поради неискуство и недоволна физичка подготвеност, неколкумина планинари не се искачија до врвот. Десетината најупорни и најиздржливи стигнаа на Кајмакчалан, каде ги развееја клубските знамиња. Исто така, тие ја посетија и малата црква Свети Илија, изградена на самиот врв, а посветена на загинатите војници кои за време на Првата светска војна се бореле во бугарската и српската армија. Според редоследот на планирани годишни активности, освен искачувањето на врвовите во Македонија и во соседните држави, клубот за планинарски спортови се подготвува и за меѓународната планинарска тура за освојување на Царев врв и Руен на Осоговските планини, што е планирана за крајот на септември. Почитувани, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.